Со свирежи од автомобилите, жителите на населбата Јака во општина Илинден уште еднаш излегоа на протест, со надежда како што велат дека конечно ќе го разбудат градоначалникот Жика Стојановски за да ги чуел нивните проблеми. Уште еднаш се пожалија дека немаат никакви услови за живење. Оставени биле без канализација, неасфалтирани улици, потоа без јавен превоз ниту пак улично осветлување. Протестираме за основните инфраструктурни проблеми со кои што се соочуваме, значи немаме пат, немаме улици, светлување немаме ни канализација, значи бараме да почнат со работа. Така од општината што велат досега? Па значи досега имаше ветувано дека ќе се започне нешто со Јака, меѓутоа еве како што гледате Јака е проект што веќе 9,5 години како е започнат и нема ништо реализирано, освен што пробија улици и стампонира, меѓутоа тоа се веќе 5 години како ние живееме таму и улиците се веќе распаднати, значи они како да се глуви за нашите основни барања. Жителите од Јака велат дека со свирежите од колите символично се обидуваат да допрат до градоначалникот, затоа што како што велат досега во целиот негов мандат ниту еднаш лично не ја посетил оваа населба. Бараме да се почне со работа, не бараме тоа да се изгради веднаш, тоа не се изгради во минатите 9 години, значи ние немаше да протестираме да се работеше континуирано, да се градеше нешто. Но таму не ни доаѓаат, градоначалникот не сака ни да дојде да види каде живееме и затоа сме многу револтирани. Протестот кој почна од населбата Јака продолжи пред општинската зграда со свирежи од возилата во знак на револт поради игноранскиот однос од локалната власт. Инаку протестите траат веќе цел месец. Инаку Јака е населба во општина Илинден во која покрај најавата дека ќе биде елитна, се уште се живее со скептички јами во мрак во кал до колена, без јавен превоз и без можност за непречен пристап на брза помош или противпожарно возило. Жителите најавуваат дека протестот ќе продолжи се до решавање на нивните маки.